како до поголема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Кети Смилеска, наш гостин во емисијата Одговорност и одговори, директор на Општата болница Борка Талевски Прилеп. Добар ден, добре ни дојдовте во убав ден со Радио Пела. Добар ден, благодарам за поканата. Ја користам приликава да ги поздравам граѓаните на Општина Прилеп и да ви посакам и понатаму да имате успешна работа како што сте докажани и досега. Ќе започнеме веднаш со она што институционално што се случуваше. Имено болницата и здравствениот дом Прилеп се споија и беше нагласено дека ова спојување ќе го олесни правото на пациентите да добиваат поквалитетна услуга на едно место. Јас ве прашала, бидејќи вие дојдовте во време кога навистина пандемијата е алармантна, барем во Прилеп, што ова би значело за пациентите ако се спои здравствениот дом и болницата, покрај тоа што верувам дека одлуката е заради финансиска природа, но мене ми е прашањето поврзано, ова прашање го поврзувам бидејќи Општата болница Борка Талевски не прима пациенти само од Прилеп или од Општина Прилеп. Таа ги обсервира и луѓето од Општина Кривогаштани, од Општина Долнини, чинам од Општина Македонски Брод и Демирхизар, ќе ме коригирате. Значи на поголема територија во која што ги користат услугите и сега се приклучува тука и здравствениот дом, кој што беше посебна институција. Што тоа ќе придонесе, директорке? Ќе ми дозволите да направам една ретроспектива. Согласно програмата на владата во здравствениот дел, планот беше во сите градови во државата ваквите здравствени институции да се спојат во една здравствена институција, јавна здравствена установа, општа болница со проширена дејност. Процесот започна со 4 вакви институции во 4 градови: Гевгелија, Кочани, Кавадарци и Дебар. Меѓутоа, со оглед на новонастанатата состојба, со пандемијата која што ја засегна и нашата држава, овој процес одреден временски период стегнираше, но тоа не спречи да продолжиме со плановите кои што ги имаше владата во делот на здравството. Прилеп, како една од поголемите општини, неминовно требаше да го спроведи овој процес и паралелно, справувајќи се со пандемијата, го спроведовме и овој процес. Владата донесе одлука за спојување на овие две здравствени институции. Постапката течеше согласно роковите и овие две здравствени институции се споени во една здравствена институција и при тоа превземајќи ги надлежностите и од едната и од другата здравствена институција во една нова институција која што треба да биде менеджирана согласно новите здравствени текови во светот и во Европа. Тоа значи поквалитетни услуги за граѓаните, за пациентите. Првенствено, приоритетно спојување на брзата помош со ургентниот центар. Тоа ни е приоритет кој што треба да го реализираме доколку за брзо се стабилизираме со пандемијата. Најхитно треба тоа да го реализираме. Останатите пропусти кои што биле забележани во ваквите поделени здравствени институции ќе ги реализираме тековно. Ова ни е приоритетниот проект кој што го имаме во писмена форма проект што треба да го реализираме и ќе го спроведиме така како што ќе одговара најдобро за пациентите. Значи сметате дека ќе добиваме како пациенти подобри услуги на овој начин? Да, целта е таа. Се што ќе правиме ќе биде во насока на поквалитетно здравство и подобри услуги за пациентите. Во секој случај, едно од прашањата е поврзано токму со организациониот дел. Често, например, пациентите или луѓето кои што ја посетуваат Општата болница Борка Талевски Прилеп се жалаат на начинот на плаќање на своите услуги, бидејќи е централно плаќањето, а
треба од одделението да слезат долу, па да наплатат своји услуги, па потоа повторно да се качат горе и така натаму. Дали има начин за нова реорганизација во тој дел? Односно, да можат пациентите, услугите кои што се потребни, односно плаќањето на услугите или партиципацијата за услугите, да се плаќаат во одделот со единствена цел, да нема толкава раздвиженост во болничките ходници, па се качуваме по скали, па ги користиме лифтот и така натаму, и задолжително со болниот треба да има некој друг присутен за да може да ги обавува овие административни работи. Дали може да се регулира нештото поврзано во организационниот дел, бидејќи досега не беше така? Видете, светоци сме на некакви трендови кои што во одреден временски период се случувале. Се сеќаваме дека пред неколку години, може би 15-тина, овие здравствени институции беа во една институција споени. И таквите услуги се обавуваа на ниво на одделенија. Секој одделение имаше свој наплатен шалтер. Меѓутоа, се случиле други промени, централизирано наплатување на услугите. Ќе пробаме, значи, да ги споредиме и едниот пристап и другиот пристап, да видиме кој пристап ќе биде подобар, како за пациентите, секако и за персоналот кој што тоа треба да го услужува кон пациентите. Заради тоа што првенствено здравствениот персонал се соочува со сето тоа, а административниот е централизиран. Да разгледаме со каков капацитет на административни работници располагаме, со кој број, да можеме да ги распоредиме по одделенија. Секако доаѓа во предвид сето тоа и е добар предлог за размислување и добар за реализација, кој што треба да посветиме внимание и да размислиме како да го реализираме. Се сложувам. Фала за мислење. Смилеска, во секој случај, сега зборуваме малку институционално за овие институции или за оваа институција сега како една. Верувам дека нашите слушатели повеќе сакаат да слушат практични работи поврзани со болничкото работење, функционирање, со кадрите, здравствените кадри, со начинот како да се справиме со пандемијата. Се разбира, во вториот дел ќе го споменеме и тоа, но во рамките на овој дел морам да ве прашам колкав е долгот на двете јавни здравствени установи како менаџер, бидејќи постојано болницата, здравствениот дом се соочува со долгови. Имено претходниот кадарот на ВМРО ДПМН при еден неформален разговор или средба кажа дека го намалил долгот кога бил како раководител на 5 милиони евра и оставил на болницата само 1 милион евра долг. Потоа екс-директорот Богоевски кажа дека тогаш се работело недомајкински. Во суштина, како стојат финансиски овие здравствени установи и едната и другата, односно како стои финансиски болницата Боргата Левски Прилеп? Во тек сме со примопредавање на актуелните состојби, дали е тоа финансиска состојба, дали тоа е состојба со основни средства и инвентар. Службите изготвуваат записници, кои што за скоро време треба да ни ги достават, и затоа ќе ми дозволите, во овој момент нема да излезам со конкретни бројки. Ќе ги подготвиме записниците со соодветни износи или состојби по однос на опрема, возила. Секако тука е и новата систематизација, број на вработени, како се распределени. Во тек е, значи, таквиот процес на изготвување на овие статусни измени. Кога ќе ги добијам и од двете институции записниците, кога ќе можам да направам формално примопредавање, ќе имам податоци со бројки конкретни и ќе ги пласираме пред граѓаните. Нема да останат, значи, незабележани. Ќе биде достапно тоа. Ќе слушнеме дали се работело домајкински, колку домајкински се работело и се реализирале сите проекти поврзани со болницата. Но оние што не гледаат од диаспората, оние кои што не гледаат од другите градови, ајде да кажеме, бидејќи зборувате без бројки, зборуваме без проценти и така натаму, од колку време сте поставени како менаџер на општата болница Боргата Левски Прилеп, за да знаат и да има сознание дека е краток периодот. Неколку денови сум на позицијата ВД директор на општата болница со проширена дејност и токму затоа кажав дека постапката е во тек и се сложуваме дека ваквите процеси не треба да се избрзуваат за да добиеме реална слика, да ја снимаме реално состојбата, за да не дозволиме да се шпекулира ниту со бројки, ниту со некаква состојба. Но мора да се навратиме на пандемијата.
Болницата или Прилеп е градот каде што, како и што вчера искажа кризниот штаб, е град кој што има најголема смртност, град кој што има најголем број на заболени. Само во изминатите 24 часа починале 5 наши сограѓани, така речи по 20 сограѓани просечно ни починуваат во изминатата седмица. Може ли да се направи некаква поинаква реорганизација за да може пациентите да ги добиваат потребните здравствени услуги поврзани со пандемијата? Кои одделенија се направени како ковид центар? Се планира ли некое друго одделение да се направи како ковид центар? До каде е работата со модуларната болница? Сите тие прашања поврзани со пандемијата, верувам ги интересираат нашите сограѓани. Светот се соочи со нешто непознато и со сите овие проблеми кои што болницата се соочуваат сите здравствени системи во светот. Вие гледате дека јавно политичарите во светот признаваат дека здравството им е на колена. Нашата држава, за голема среќа, се бори со максимални напори да не се доведиме до ситуација да не биде примнат некој пациент и да го добие соодветното внимание од страна на лекарите. Се понатаму, како ќе течат протоколите, останува на оно што значи правило при лекувањето на пациентите. Но прединствено е тоа дека се насочуваме кон секој поединец. Нашиот здравствен систем е поставен така да секој може да има пристап до јавно здравство. Во моментот болницата Прилеп има отворено покрај инфективното одделение како редовен ковид центар и други 3 одделенија како ковид центри. Сега за среќа, нашето инфективно одделение е физички одделено од болницата. Објектот каде што се наоѓа инфективното одделение е настрана од објектот од болницата. Меѓутоа, она што го гледаме и го следиме, не е доволен капацитетот на инфективното одделение за да ги прими сите пациенти. Јас кога дојдов на позицијата веде директор на оваа институција, затекнав 2 одделенија дополнително отворени како ковид центри, а тоа беа увано сигрло и интерното одделение. Веднаш, истиот момент кога влегов јас на таа позиција, се соочив со состојба дека мора да се реагира. Дилеми имаше многу, кое одделение да се отвори како ковид центар. Сите се осетливи. Кога ќе го спомнам зборот гинекологија, можете да ме разберете и како жена, дека таму е најосетливиот дел за отворање на ваков ковид центар. Се соочивме со многу аргументи од страна на докторите, на началнички разговаравме која опција треба да ја реализираме. Со оглед на она што значи капацитет на централен довод на кислород. Во моментот гинеколошкото одделение имаше најголем број на легла кои што се достапни до централен довод на кислород и тоа доминираше во одлуката да се отвори гинеколошкото одделение како ковид центар. Но бројката гледате дека драматично се зголемува. Се соочуваме со состојба дека треба и ново одделение да отвориме. Очното одделение е во предвид да се отвори како нов ковид центар. Оставаме резерва овие неколку денови да видиме како ќе стоиме со капацитет за сместување на пациентите, заради тоа што во тек е подготовка на модуларното одделение. Модуларната болница. Колку имаме лица кои што лежат со легла во болницата, а се заболени од COVID-19? И дали има празни легла во случајот, бидејќи ве велите дека мора да се бараат алтернативни одделенија во случајот, освен инфективното одделение? Така. Во моментот имаме 104 пациенти кои што се хоспитализирани во болницата, од кои што, за жал, 85 се на кислородна поддршка. Тоа значи дека мораме да им обезбедиме довод на кислород во најмала рака и со боци. Најлесно е каде што имаме централен довод на кислород, меѓутоа тоа е ограничен број со централниот довод на кислород. 50 на 60 места се со централен довод на кислород, останатото го покриваме со боци. Слободни легла имаме, на располагање во моментот 14, и токму затоа оваа бројка ни алармираше, 14, дека за брзо можеби да бидат потполнети овие легла. И затоа сме спремни очното одделение да го отвориме до моментот на активирање на модуларната болница.
Сега моментот на активирање на модуларната болница. Таа е одамна изградена, конструкцијата е поставена, внатре, барем од моите сознанија, иако искрено лично не сум присуствувала, е поставен инвентар. Каде е постапката и можноста за да може да биде профункционална таа модуларна болница, која што се наговестуваше искрено уште од почетокот на пандемијата, уште од март минатата година? Па добро, вие знаете дека во моментот кога беше преодната влада, имаше проблем со заменик министерката за финансии, која што не ги одобруваше тие средства кои што требаше да бидат обезбедени, за да можат овие модуларни болници низ повеќе градови во државата да се стават во функција. И токму затоа тој процес забави, но со доаѓањето на новата влада, веднаш се пристапи кон забрзување на тој процес да се стават во функција на овие модуларни болници. Во Прилеп, конкретно, модуларната болница беше дадена односно се изврши примопредавање од страна на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство и болница Прилеп. Извршивме примопредавање во онаква состојба согласно договорот каква што треба да биде. Значи, модуларната болница е опремена со инвентар во прва фаза. Тоа значи, имаме кревети, имаме соодветни шкафчиња за болни, сталакзи за системи за болните. Во тој дел е, значи, опремена болницата. Следната фаза, како обврска на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство околу опрема за дијагностицирање, треба да се спроведи во наредните неколку денови, почнувајќи од моментот кога ние ќе ја ставиме во функција. Што значи тоа? Нашата опрска е да доведеме електрична енергија, пристап и централен или довод на кислород алтернативен со боци. Сега јас морам да споделам со граѓаните една информација која што во саботата ја пласирав дека ќе доведеме централен довод на кислород. Го одбравме денот сабота дека е викенд, заради тоа што по редовниот програм пациентите не доаѓаат по мој термин. Помала фреквенција на пациенти ќе има. Периодот од 13 до 15 часот очекувавме дека ќе можеме тоа да го реализираме. Но за жал се случија неколку хитни случаеви во тој период, заради кој што не можеше да се исклучат рентген апаратите, бидејќи генераторот напојува операциони сали каде што може максимално да ги покрива, но одредени апарати не се покриени со генератор, кои што не се неопходни. Рентгенот, да речеме, може би во нормални услови да почека одреден пациент 1 час, меѓутоа ако е хитен случај нема да почека, и затоа одлучивме да не ја спроведиме таа постапка во сабота. Договоривме еден следен период, за жал повторно се случи еден таков немил настан во нашиот град, сообраќајка ни се случи. Очекувам наискрено дека утре претпладне во 6 часот наутро тоа ќе го реализираме и ќе имаме електрична енергија во модуларната болница. Централниот довод на кислород најскоро во неколку денови ќе го решиме и се надевам дека од понеделник ќе биде ставена во функција модуларната болница. Да, ќе биде ставена во функција, еве како што рековте, од понеделник или уште ден-два потоа. Колку легла ќе брои патен? 35. Но што е со кадарот? Ние имаме овдека и прашања од наши слушатели, од наши следбеници, оние кои што не следат на Facebook. Еве ги поканувам отворено и сите оние кои што сакаат нешто да го прашаат директорот на Општата болница Борка Талевски Кети Смилевска, може да ни се јават на телефонот 076 802 595 за своите искуства поврзани со болницата, бидејќи ќе ни бидат добре дојдени и драги ако чуеме како се искуствата кога ќе посетат Општата болница Борка Талевски. Една наша следбеничка прашува, следбеничка на Facebook и она што не следат на Facebook прашува која антибиотска терапија и се дава на пациент кој се лекува од COVID при болничко лекување. Кои антибиотици се набавени во болницата за лекување на овие пациенти? Дали на пациентите им се дава витамин С интравенозно? Јас ќе си дозволам моето искуство да го споделам, бидејќи бев пациент и на болницата во Прилеп и на клиниката во Скопје, заразена со коронавирусот во првите пациенти, значи лани во април, веќе 1 година. Искрено да ви кажам, мојата доверба кон лекарите и како пациент и сега во овој момент како менаџер на болницата е на максимално ниво.
И токму затоа, во овој дел, не само што комплетно им верувам, туку знам дека прават се согласно протоколите и го даваат својот максимум, не само по однос на терапијата, туку и по однос на своето внимание, пожртвуваност, се во интерес на пациентите. Искрено им благодарам и мислам дека треба да ги почитуваме до максимум и да им веруваме. Следен пациент, и еве ги охрабрувам и останатите, велам, сите луѓе кои што не следат да ни се јават на нашиот телефон 076 802 595. Овие прашања пристигнаа кога ја објавивме објавата дека вие ќе ни бидете гости. Вели исто така наш следач, тешко тој што е во критична состојба, жив нема да излезе, тие нема дестилизирана вода за системите, па камо нешто друго. На прво место е Сумамед и Панцев, со кои ги изумира нашите најмили и без око да му трепни. Сигурно дека некој кој што му починал драги особи, сите ги имаат такви, за жал. Дали хронично болните од диализа кои беа заразени од ковид во ноември 2020 година во тешка состојба беа враќани дома да земаа Сумамед и на крај пред еден ден ги примаа во болница за да починат. Директорке кој треба да сноси одговорност за нашите најмили што ги изгубија животите, се работи за стотина по стотина инвалиди. Валда така е. Станува збор, претпоставувам, за луѓе кои што им е потребна диализа, имаат проблеми. Какви се вашите сознанија, бидејќи вие сте неодамна директор, но сепак ќе сносили некој одговорност или треба да сносили некој за изгубените животи или прерано изгубените животи? Јас сочувствувам со фамилиите на сите загубени животи кои што во овој временски период од долг, да речам, од една година ни се случија како на Прилеп, така и на целата држава, па и во целиот свет. Меѓутоа, повторно ќе повторам, здравствените работници максимално се вложуваат да спасат секој човечки живот. Во тој дел оставам последна прилика, еве, да ви дојди гостин некој од здравствените работници, да го коментира стручно овој дел, за да не навлегуваме онаму каде што не сме компетентни да ги коментираме, посебно во делот што се однесува на терапија, сензитивен е тој дел. Јас ги разбирам граѓаните. Секој сака да дојде до некаква информација која што ќе им ја олесни нивната состојба, но не е доволно само да се насочиме кон некаква не целосна информација. Потребно е да им веруваме на здравствените работници. Овде може би прашањето е поврзано дали е потребно да си носат лекови од дома пациентите, бидејќи еве се вратиле дома за да можат да земат Сумамед, па на крајот на денот ете се случило и трагичен настан да почини. Дали има доволно лекарства болницата да ги обслужи? Лекарства согласно протоколот, онаква како што ќе пропише инфектологот, лекарства има на располагање во секој момент. Најболно прашање е поврзано со кадрите и со можноста за да еве се вклучат одредени луѓе, медицински лица со недостигот на кадри и така натаму. Јас прво ќе го поставам прашањето, а поврзано и со модуларната болница, дали е обезбеден стручен кадар за обслужување на луѓето кои што евентуално би биле како пациенти во модуларната болница. Што е со здравствениот кадар кој што навистина ни недостасува од една страна, а и тие не се имуни на болества. Голем број од нив се заразија со COVID-19. Како е тој организационен дел поврзан и поставен кога станува збор за кадрите во здравствениот дом Борка Талески? Ќе ми дозволите да почнам од крајот, на вашето прашање. Факт дека Прилеп има најголем процент на заразени на здравствени работници. И сега тоа ќе одекне во јавност, зависи кој како ќе го восприеме, добро или лошо. Но вистината е следна. Здравствените работници не се штеделе, токму затоа најголем бројот на заразени. Тие влегувале во костет со вирусот, без притоа да помислат дали во овој оддел постои вирусот, значи онаму каде што биле поставени на задача, секаде оделе и максимално се вложиле. За да продолжам понатаму, по однос на кадарот.
Реорганизацијата во секој момент тие ја прифаќаат. Во секој, значи постојат планови или распореди кои што се ги прават тековно, ама во нормални услови. Но во вакви услови план или распоред неделен не може да се изготви. Затоа распоредите ги изготвуваме од ден за ден. И сите од расположливиот кадар се ставаат на располагање да го прифатат тој распоред. Денес им кажуваме дека утре вие сте на ноќна смена, а ако тие завршиле од втора смена. И тие немаат одбивност кон ваквиот распоред. Секој на задачата, на нивото на кое што се поставени, одговараат на она што им значи одговорност. Имаме прашање до вас поврзано со, предпоставувам, модуларната болница, односно поврзано со луѓето кои што доброволно работеле како болничари и сега во овој период работеле во ноември, безпрекорно, доброволно, во најголемиот пик, пишува нашиот слушател, и сите се здобија со COVID-19, прележаа COVID, се вратија да работат, а сега ни глас, ни трага, сосема некои нови го презеле нивното место. Се надевам дека ќе добијам солиден одговор, барем така пишува една наша слушателка, која што прашува, предпоставувам, зошто овие лица кои што доброволно работеле повторно не се ангажирани доброволно или да работат повторно во Хлебската болница, кога постојано говориме дека недостасува кадар, дали болнички кадар, дали стручен кадар. Во контекст и на претходното прашање, мислам дека зафатив голем дел од она кое што го бараат како одговор на оваа тема. Значи, во моментот работиме со расположливиот кадар. Не сме ангажирале нови и дополнителни. Секако дека оној кој што доброволно ќе се пријави, потребно е да биде ажуриран, да го внесиме во системот. Доколку ја отвараме модуларната болница за најскоро време, секако се размислува во тој дел околу доброволците, но го изготвуваме планот и за скоро ќе биде достапен и до вас како медиуми и до јавноста. Ќе го имате на увид и она кое што недостасува како кадар, ќе го потполниме согласно планот кој што го има болницата. Има ли потреба од дополнителен кадар? Тоа е прашањето. Значи сега одговараме со расположливиот кадар. Нема потреба од дополнителен кадар да ангажирате кога ќе почне хонорарно или доброволно и така натаму. Оценката ни е сега да така. Ако имаме 4 возрастни инфектолози кои за 4-5 години ќе одат во пензија, а се смета дека можеби во 2024 ќе се занимаваме со короната, специјализацијата е 5-6 години, дали кадровското екипирање во моментов не е приоритет? Ако викаме очен лекар, педијатар од гинекологија за дежурење во ковид центар, дали решаваме нешто со тоа? Значи, одговорот на ова прашање нема да биде краток и едноставен. И за жал, нешто за кое што сметам дека не треба да се навраќаме, оти така нема да им ги решиме проблемите на граѓаните, но, еве, во интерес на јавноста и на кое што представува прашање, морам да се навратам на некоја мината политика. Јас секогаш сум вака ме води една идеја дека она што поминало нема да им го реши проблемот на граѓаните и колку што може и помалку да се занимаваме барем пред јавност со тоа, заради тоа што граѓаните пред нас ги гледаат нашите политики и тоа може да им ги решава проблемите. Минатото нема да им го реши проблемот. Меѓутоа, еве, бидејќи прашањето е такво, ќе се навратам наназад. Да се запрашаме дали за 11 години владење на ВМРО-ДПМН не помислија дека старосната граница на лекарите е таа каква што е во состојбата, во моментот. Односно, имаме лекари кои што се во повозрастни години. Зошто таа политика на обновување на лекарскиот кадар не ја спроведоа во моменти кога беа во позиција тоа да го направат? Во овој временски период, Општа болница Прилеп има 28 специјализанти. Има вработено 30 на општи лекари кои што во секој момент очекуваме да заминат на специјализација, нормално после завршувањето на пандемијата. Ова кажува не само бројка, туку и квалитетот. Јас го имав списокот на лекарите кои што во секој момент се ставени на располагање на работа во ковид центрите. Специјализантите и општите лекари максимално се вложуваат. Ова е бројка од 50 на лекари кои што во овие неполни 4 години
Ова влада не само што успеала да ја обезбеди како бројка, туку се посветила на здравието на граѓаните, планирала дека она што значи природен одлив на здравствените работници треба да се надополни на некој начин. И затоа не мислам дека ова прашање треба да биде како некое обвинување кон оваа влада, туку напротив имаме со што да се пофалиме во делот на обновување на здравствените работници, а секако нивното искуство на оние кои што се во моментот е најдобро дојдено. Дел од граѓаните се жалаат на хигиената, односно на она што и како изгледаат и во разговори и во изминатиот период искрено имавме голем број на такви случаеви каде што дискутираа за недоволната хигиена во болницата. Дискутираа за големата фреквентност поврзано со тоа што одредени луѓе мора да ги носат луѓето кои што се заболени со COVID-19, пример за во рентген, па мора да ги носат постојано на системи и така натаму, значи голема фреквентност низ ходниците. И хигиената и фреквентноста беше еден голем потенцирана забелешка, јас би рекла, од страна на пациентите и на луѓето кои што ја посетуваат болницата. Ке се створили некаков ред, ке се подобрили хигиената во општата болница Борка Талески. Како е планот на сегашното раководство? Кога зборуваме за хигиена, јас пред себе рекла дека можеби тоа и перцепција на секој различна. Некому му изгледа дека персоналот кој што се грижи за хигиената одговара на поставените задачи. Некому му изгледа дека не одговориле доволно и дека не е доволно чисто, но се ставаат техничкиот персонал максимално на ниво на задачата која што им е дадена и се ги завршуваат своите работи. Замислете 104 пациенти хоспитализирани, секој со свое различно мислење и искуство, 104 различни мислења, но генерално вработените одговараат на она кое што им е како задача. Фреквенцијата на граѓани нормално дека придонесува да имаме впечаток дека е некаде недоволно исчистено, но за брзо се реагира. Се сложувам дека има пред се како што велат нашите слушатели за санитарните чворови, за санитаријата и така натаму. Може ли во тој дел подобро да се реагира со оглед на капацитетот на болницата која што го има или како е сето тоа организирано? Секако во секој момент може да биде се подобро. Ќе настојуваме, ќе прифатам сугестијата, да подобриме нешто каде што може да остави впечаток дека максимално нешто се работи. Директорке, што е со останатите болести, односно како се внимава, бидејќи сите некако се сконцентриравме на COVID-19, како работат другите одделенија, бидејќи дел од одделенијата ги претворивме во COVID центри. Што е со пациентите кои што имаат и други болести надвор од COVID? Како, дали има некаква поделеност во рамките на организирањето, каква е грижата за тие пациенти? Јас би рекла, за среќа Прилеп има еден објект од поново време кој што е во добра градежна кондиција и има голем дел на реконструктивни зафати и затоа мислам дека не само визуелно што изгледа дека е добар, и хигиената е добра. COVID центрите кои што се отворени во овие одделенија значат дека во еден дел, односно една страна од тоа одделение е COVID центар, а другата страна нормално функционира постоечкото одделение. И заради тоа што имаме на две нивоа пристап до лифт, пациентите за COVID центрите влегуваат со еден лифт, а пациентите за редовните одделенија со лифтот од другата страна. И на гинекологија го одделивме со паравани делот каде што е COVID центарот и другиот дел од нормалниот дел од гинеколошкото одделение, така да нормално се обавуваат и останатите активности на докторите кои што се во другите одделенија и пациентите по однос на мој термин ги завршуваат своите потреби. И еден апел сега, сметате ли дека можеме да ја спречиме пандемијата? Сметате ли дека ќе се намали бројот барем на луѓе кои што болнички ќе се лекуваат од COVID-19?
Има ли некаков план и програма болницата за тој дел? Сега зборувам индивидуално, иако и вие рековте дека ова е глобално, па на национално ниво, но ние да се грижиме искрено за прилив. Сметате ли дека има некој начин, организационен зборувам, за да може, например, да се намали бројот на луѓе кои што болнички ќе бидат третирани од пандемијата и ќе создадат можност да се растерети на некој начин барем здравството, да се растеретат активностите на здравствените работници. Има ли некаква поинаква организација од кога вие дојдовте да менаџирате во болницата Борка Талевски? Знаете како, тоа е тренд кој што го следат многу институции, вклучително и Центарот за јавно здравје, односно епидемиолозите, вклучително Завод за статистика, претпоставувам дека работи со бројки. И во таа насока оставам таквите стручни лица да дадат своји видувања. Секако ние се консултираме на дневна основа што да очекуваме во наредниот ден или оваа недела. Меѓутоа, насоките околу превентивни мерки епидемиолозите ги доставуваат преку Комисијата за заразни болести, Комисијата до влада и таквите мерки кои што ги, односно таквите одлуки кои што ги носи владата, понатаму ги спроведуваме и ние како болница, а се надевам и барам и очекувам и граѓаните да ги спроведуваат и да ги почитуваат таквите мерки кои што ги носи владата. Значи, потребно е тоа да биде синхронизирано институционално. Јас како индивидуалец нема да можам да воспоставам ниту ред во тој дел, ниту програма. Затоа се задолжени оние кои што се стручни во тој дел. Јас мислев болницата цела и целиот менаџерски тим во болницата, не само вие како. Ние го менаџираме она што доаѓа до нас. И како информација по однос на епидемиолошката состојба или предвидувањето, но и насоките од владата. Ние сме тие кои што треба да го спроведуваме тоа. Како е со вакцинацијата на здравствените работници? Дали се вакцинираа здравствените работници во Општата болница Борка Талевски, бидејќи беше една од првите институции каде што здравствените работници треба да се вакцинираат со оглед на, пак ќе речам, зголемениот број на луѓе од прилив кои што се заразени со COVID-19? Кога јас пристапив на оваа позиција, затекнав состојба кога одреден дел на здравствени работници беа вакцинирани во прва фаза со првата вакцина која што пристигна. Но тоа беше мала бројка. И во овој момент следува втората фаза на вакцинирање на тие здравствени работници кои што ја добиле првата доза. Но веднаш потоа доставивме барање до Министерството за здравство за вакцинирање на нов број на здравствени работници. Министерството за здравство не излезе во пресред и ни овозможи да ги вакцинираме и останатиот дел на здравствени работници кои што во претходните најави или биле позитивни или не биле опфатени заради тоа што беа оние кои што директно се со ковид пациенти. И сега во моментот течи фазата на вакцинирање на нова група на здравствени работници во прва фаза. После истекувањето на рокот ќе бидат вакцинирани и во втора фаза. И сметам дека голем дел од оние кои што сметаат дека треба да бидат вакцинирани им беше овозможено и од страна на болницата и од страна на Министерството за здравство. Имаме се отприлика не ме држате за збор, можеби 190, можеби 210, еве да заокружиме на 200 вакцинирани работници во моментот. Дел од нив се, значи, и со втора фаза, односно втора вакцина, дел од нив се само со прва вакцина и чекаат следен период за втора вакцина. Со оглед на тоа што брзите тестови се најдуваат во здравствениот дом, има ли начин да тие брзи тестови, тука се обавува тестирањето за брзи тестови, како ќе се одвива сега со оглед на тоа што се здружуваат двете институции или остануваат работните задачи исти? Во овој момент работните задачи ќе им бидат... И колку брзи тестови се направени до сега, дали имате сознание? Ќе ми дозволите со бројка да не манипулирам во овој момент околу брзите тестови, заради тоа што таа статистика имаат епидемиолозите и неблагодарно ќе биде да пласирам нешто со кое што не е можеби во моја надлежност по однос на тестирањето. Сега за сега, она што е надлежност на лабораторијата во здравствениот дом, така ќе се спроведува. Лабораторијата болничка во болница по однос на лежечките пациенти, сметам дека е добро во тој дел. Се дополнително ако излегува некаков проблем тековно ќе го решаваме. Ако интервенирате
веќе ги имате вие сознанијата и ги следите, ја следите состојбата во болницата, бидејќи веќе менаџирате со неја, каде најпрво би интервенирале со средства, што е најнеопходно за Прилепската болница, ако исклучиме модуларната болница, ако исклучиме COVID-19, што и е најнеопходно на Прилепската болница, што е она што нема? Бидејќи во претходните периоди навистина се набавуваат одредени апарати. Јас искрено сум лаик во медицината, не знам колку тие биле вредни, колку биле корисни и дали се користат, но што е она што е најнеопходно и потребно на Прилепската болница во овој момент? Ако зборуваме по однос на апаратура, еве, слободно можам да кажам дека во најскоро време го очекуваме магнетот во Прилеп да го имаме на располагање. Подготовките се започнати, обезбеден е простор за сместување на апаратот за магнет. Кадарот на рентген е делумно обучен, заради тоа што тие се млади лекари на рентген и имаат обука за време на својата специализација со магнет. Со мала дообука, одреден дел на обука, би се ставиле на располагање да можат да работат со магнетот. Магнетна резонанца, значи Да, веќе да. има во Прилеп. Добро, тоа е новина. Тоа е многу Така. секако добро. Одевне во Битола за таа Да, работа, да. или во Штип и така, или во Скопје, така да добро е. Најбрзо очекуваме дека ќе ни го донесат. Секако ќе повторам дека потребна е обука за да се работи со магнет, но тоа не е многу сложено и мислам дека најбрзо ќе го ставиме на располагање на пациентите. Ако станува збор за апарати, но ако станува збор за инфраструктурно, што и е потребно на болницата? Што е приоритетно, најприоритетно во овој период? Јас кажав и преска, нашиот објект е навистина добро задржан. Еве, како идеја ми доаѓаше и при изготвување на мојата програма. Кровот на болницата може да се реконструира со овие нови сончеви колектори, кои што генерираат сопствена енергија и кога би се извлекле за брзо време од оваа пандемија, најбрзо би го работеле тој проект, за да може да биде не само добро заштитена болницата, туку и да биде ефикасна по однос на енергија, енергетски ефикасна да биде. Тоа е тренд. Ми е драго што голем број на слушатели, следбеници не следат, што еве некои и контактираа со нас. Жал ми е што директно не стапија во контакт со вас, а има можност. Последно прашање ќе ми биде дали вие ќе се вакцинирате. Вака, благодарам за прашањето. Заради тоа што сега во предност се здравствените работници, оставам простор и по протокол не сум во таа група. Во следна фаза, кога би била по тој протокол, јас лично, ако припаѓам во таа категорија, да, би се вакцинирала. Другиот дел, како граѓанин, заради тоа што сум сега на позиција ВД директор, предност имаат здравствените работници, јас не сум здравствен работник. Но, кога би дошле другите вакцини, а јас како граѓанин, да, би се вакцинирала, секако. И сакам да надополнам. Наидовме на разбирање и на соработка од страна на голем дел на наши фирми од Прилеп по однос на донации кои што ни ги овозможуваат. Конкретно за модуларната болница ни овозможија донација за да можеме да поврзиме електрична енергија, да го направиме пристапот, еве нема да ги спомнам поединечно, меѓутоа сакам да им се заблагодарам и да ги мотивираме и другите да го следат нивниот пример. Значи сакате да кажете дека имаме Обществено одговорни фирми во да, нашиот град. Драго ми е што е така, веруј, и нема потреба да се фали хуманоста се дарува и нема потреба да има некаква голема јавност. Благодарност треба. Така, но благодарност, да. верувам дека треба. Како и да е, ви благодарам што не бевте гости. Многу прашања останаа неодговорени од проста причина што вие сте кратко време на позицијата ВД директор, односно директор на болницата Борка Талевски. И јас верувам дека за брзо ќе ги имаме одговорите на оние претходни прашања поврзани со финансиското работење, она што е делот и одговорноста ваша. Ќе дознаеме како работела болницата, ќе дознаеме дали има можности за подобрување на условите за работење, како за пациентите, така и за луѓето, здравствените работници кои дневно се тука и ја обавуваат својата работа одговорно. Постојат ли неодговорни лекари, има ли такви?
Јас не сум се соочила со неодговорен лекар. Верувајте, сите максимално се ставени на располагање. На повик, на конзилиарни мислења, секој во својот дел, максимално сите. Не сум се соочила до сега со... А постојат ли неодговорни пациенти? И за тоа не можам да бидам субјективна. Секој за себе смета дека е одговорен на свој начин. Може би моето видување дека тој е неодговорен според него е одговорност. Така да секој има право на сопствен став по однос на одговорноста. Останува апелот да се чуваме сите, останува апелот да внимаваме на себе и да внимаваме најпрво на своите, па и на другите останати луѓе со единствена цел да го растретиме здравството и да овозможиме да луѓето и се лекуваат и од болестите кои што навистина му биле тековни, хронични и така натаму, бидејќи се сведи само на пандемијата. Ви благодарам уште еднаш што ни бевте гостин во емисијата Убав ден со Радио Пела. Ви посакувам убав ден, останете со добро здравје. Благодарам и вам и ви посакувам понатаму да работите во интерес на граѓаните. Благодарам. Како да поголема општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.